Добар ден, драги ученици! Ова е видео лекција по предметот македонски јазик за 5-то оделение. Денешната наставна содржина е прераскажување на настан слушнат од други. Потребен материјал, прибор за пишување, гума и тетрадка. Кои се наставните цели? Оспособување за писмено изразување и творење, оспособување за прераскажување на настан, слушнат од други, создавајќи логичка прозна целина и запазување на правописните и граматичките правила. Да се подсетиме. Што е раскажување, а што е прераскажување? Раскажување е форма на пренесување на настаните на кои што сме биле сведоци. Раскажуваме употребувајќи глаголи кои што го потврдуваат нашето присуство. Например, бев, видов, имаше, носе. А пак прераскажување е форма на пренесување настани на кои што не сме биле сведоци, туку за кои што сме дознале од други. Прераскажуваме употребувајќи глаголи што ни дозволуваат да пренесуваме настани. Например, отишол, видел, однеле и така натака. Ученици, по повод 8 септември, денот на независноста на нашата татковина, ќе ви прочитам дел од доживувањето на дедо Велко од настанот на 8 септември 1991 година, кога македонскиот народ преку референдум се изјаснил за независна и суверена држава. Слушајте внимателно. 8 септември. Со нетрпение чекав да дојде 8 септември, денот на референдумот. Излеговме да гласаме за слобода, за слободна и независна наша мила татковина. Се слушаа гласови оддалеку. Се славеше независноста на нашата татковина. Отидовме на градскиот плоштад. Знамињата се вееа на сите страни. Го слушавме говорот на председателот Киро Глигоров. Голема радост се гледаше во очите на сите нас. Покажавме единство, сплотеност и заедничка желба за успех на татковината, за суверена и независна македонска држава. Ученици, како што ви кажав, ова е дел од доживувањето на дедо Велко од настанот на 8 септември и наша задача е истиот да го прераскажеме. За да го прераскажеме делот од доживувањето на дедо Велко од настанот на 8 септември 1991 година, потребно е правилно да се прераскаже по ред, дел по дел, хронолошки. Може нешто и да се менува, да се додаде, со што постапно се преоѓа на така наречено творечко прераскажување. Ученици, при секое прераскажување, усно или писмено, мора да се почитува заеднички или индивидуален план кој е однапред изработен. Но пред да го изработиме планот, да ги објасниме непознатите зборови. Зборот референдум представува демократско изјаснување на граѓаните за одредено прашање значајно за државата, сплотеност, тоа значи заедничко здружување, и суверена, самостојно донесување на одлуки во внатрешните работи на земјата и односите со другите држави. Откако ги објаснивме непознатите зборови, можеме да изработиме план. Под број 1. Референдумот на 8 септември 1991 година. Под број 2. Гласањето за слободна и независна држава. Под број 3. Славењето на народот на градскиот плоштад. Број 4. Говорот на председателот Киро Глигоров. И број 5. Единство и сплотеност на народот.
По изработувањето на планот, преминуваме кон прераскажување на настанот. Да започнеме. Дедо Велко со нетрпение го чекал референдумот на 8 септември. Македонскиот народ излегол да гласа за слободна и независна македонска држава. Се славела победа на градскиот плоштад и на секаде се вееле знамиња. Народот го слушал говорот на председателот Киро Глигоров. Голема радост се гледала во нивните очи. Сите биле сплотени за заедничка желба за успех на татковината. На кој начин го прераскажавме настанот? Да повториме. При прераскажувањето се прераскажува по ред, дел по дел, хронолошки. Во текот на прераскажувањето може нешто и да се менува, да се додава, со што постапно се доаѓа на така наречено творечко прераскажување. Се почитува за еднички или индивидуален план кој однапред е изработен и се употребува Л форма. Чекал, гласал, слушале. Ученици, домашна работа, имате истражување и прераскажување. Прашај член од твоето семејство за некој настан од минатото и истиот прераскажи го. Ви благодарам, довидување.